Добре дојде во студио за моите гости Александар Наков, вие сте поранешен обвинител, судија, сега сте адвокат, и мојот колега Томислав Кежаровски, новинар. Одиме прво со невозможната мисија да се разреши обвинителот Марко Зврлевски. Постојано е обструирано тоа разрешување од страна на ВМРО-ДПМНЕ со формирањето на 10 пратенички групи. Една од опциите е всушност изгласување на нов деловник. Гледате ли, дали сметате дека ова е најдобрата опција во моментов или пак можно е и друго, некое законско решение, се разбира? Да видам искрен, не сум размислувал за можностите на кој начин може најрационално да се најде решение, што побрзо да се дојде до поставување на тоа прашање на дневен ред на собраниска седница и финализирање, меѓутоа јас мислам дека тоа е еден од начините да се пролонгира, да се обструира на тој начин целокупната работа на собранието, да се добие во време, тоа е да се избегнат притвори, всушност, притвори да се избегнат, па мислам тоа е главната цел. Тоа е главната цел. Дури и да немаше ова со деловникот, јас сметам дека треба да се направи што поскоро. Ајде, да не видам грубо, мислам погрешно сватен, и нека се направи, да се измести. Само да се пресече овој горделивиот јазол. Затоа што ова е всушност пречка за многу работи. На крајот на криштата, јас пак ти речам, може би ќе звучи помалку тенденциозно, меѓутоа судиите и обвинителите се најголемите виновници за се она што ни се случува во државата. Добро. Како тогаш ја гледате можноста правдата сепак во овој случај со се правдата мора да победи, да надвладе во моментот. Да надвладе, се разбира, ако голем делеве од судиите, од правосудството всушност се заробени, обвинители, суди. Ќе го коригира мојот соговорник во делот кога вика судиите и обвинители се слага, меѓутоа почетокот на прогонот поаѓа од обвинителството. Обвинителството за мене е главната карика зошто сме ние прогласени за заробена држава. Меѓутоа, да не заборавам, тука мора да нагласам и фактот дека во тој дел и полицијата, односно службите, јавната безбедност, државната безбедност одиграа клучна улога за да обвинителството се најде во една таква ситуација, односно тоа беше една спрега која функционираше беспрекорно. Судиите веќе доваѓаат во ситуација да решаваат како што сме сега во ситуација кога имаме поднесени, да речеме, барања за поведување на претходна постапка или кога имаме директно обвинителни предлози. Добро. И кои се, како вие гледате на опциите за прочистување на судството, на судиите, на обвинителите? По мене нужен е избор. Не реизборот. И реизборот значи веќе постоечки мандат, па ќе правиме реизбор на луѓето кои веќе имаат мандат. Изборот значи сите да се најдат во иста ситуација, да бидат повторно избрани. Јас не сум за доживотен мандат на судите, на јавните обвинители. Мислам дека ние како менталитет, ко луѓе од Балканот, не сме спремни, односно брзо стануваме само бендисани, корумпирани, влегуваме во филмот на прљавите работи и доваѓаме во ситуација каква што сме. Во тој поглед, јас мислам дека препораките и на ПРИБЕ, извештајот на Европската комисија, Венецијанската комисија, Греко и така натаму, даваат добра основа дека ние всушност сме заробена држава. Тие луѓе повтор пат ќе дојдат, колку што јас сум запознат со истиот тим, значи тоа не се случајни луѓе, тоа се луѓе кои веќе се влезени во проблемите што не тиштат нас како држава и кои почна да работат на реформи. Кога веќе станува збор за судството, значи веќе господин Наков спомна не реформа, овој избор на суди. Не реизбор туку. Да, реизбор. Ако тамо се направи само проветрување во делот
на судството ништо не сме постигнале. Апсолутно. Значи тоа е канцерогенно едно нешто кое што бара темелно да се исчисти. Доколку тоа не се направи, попустени се сите овие и барања за правда и правдина, излегување на улица и сите работи. Да не заборавиме, станува збор за премногу добро организирана група луѓе кои што прекрасно ги совладале вештините на криминалот и едноставно, ако ги гледаме кои се, што се и што работат, дури можам слободно да речам дека тие можат катедра за криминал да отворат на Сицилија, некаде во тие краишта да предаваат како се прави криминалот. Затоа не треба да бидеме нималку наивни со кои луѓе си имаме работа и од тие причини судството, обвинителството бара темелно прочестување. Доколку се остави само на она порано, да не видам булгарно сватен курто мурто, тоа е веќе возможност да одговараат тогаш овие обвинители, сакам да ви кажам. Ние имаме класично, апсолутно се прикривањето на кривичното дело. Значи веќе имаме сторител на кривично дело. Вие повеќе, значи соговорникот господин Однаков подобро го знае, тоа подобро ќе го експлицира. Иако јас сум правник. Сторителот на кривично дело е едно. Прикривањето на кривичното дело е исто така одговорност. Не може некој да ме заштитува мене. Поттикнувањето е исто. Поттикнувањето, помагањето. Скриењето на докази се разбира. Ние имаме класично попречување на правдата. Меѓутоа, тоа е една уходана спрега помеѓу полиција, обвинители, судство. Тоа можевме да го видиме во последните случаеви околу определувањето, односно дадените предлози за барање за определување на мерка притвор. Адвокатите се иземени со прикривање на докази или други постапки? Апсолутно, во овој круг? Апсолутно, меѓутоа, да не завлегуваме у тие работи, јас која гледам целокупната оваа дејност, посебно на специјалното јавно обвинителство, во себе не да гајам надеж. Јас сум убеден дека специјалното јавно обвинителство правеше се во рамките на своите можности, тие така тимски добро делуваа, што направија се за да може да се дојде до квалитетни барања за поведување на претходна постапка и поведување на претходна подготвителна или кривична постапка. Мислите дека во обвинителството, во специјалното јавно обвинителство, сите го даваат својот максимум? Убеден сум дека тие работат тимски. Работат тимски, не работи еден од тие. Обвинителската работа е тимска работа, да се разбереме. Кога ќе разговараме за обвинителство, ние мораме да разговараме порано така стоја функциите, така се деле обвинителот и неговите заменици. Сега имаме републички јавен обвинител и обвинители во републичкото јавно обвинителство. Тоа те едно исто, меѓутоа хиерархијата и субординацијата во обвинителството дава за право да заклучиме дека обвинителот мора да е менаџер, обвинителот мора да знае да ја менаџира работата на тимот и тогаш доаѓаат резултатите. Овие денови за разлика од судството во судот, кои се делимите на овие денови во судот се поактивно е поизразено е нели она кој ќе биде председател тие наговестувања овој ќе биде не во судот на јавното обвинителство во судот за кој ќе биде председател на судот, добро? Да. Па така низ ходниците можете многу лесно да осознаете и една новина, на пример, судијата Ѓоко Ристов на големо ја најавува својата кандидатура за председател на судот. Ѓоко Ристов во нашиот случај беше втор судија. Во суштина тоа е таа добитна комбинација Ѓоко Ристов, Дијана Груевски-Риевска и сегашнава специјална Лиле Стефанова. Прво ќе речам зошто не би требало да биде. Значи тој беше уставно во таа извршна и имаше извршна функција, нели? Сите хиерархиски како доаѓа наредбите, само ги спроведуваше долу во судот. Од друга страна, недозволиво е во нашата постапка тој направи серија гафови
и недозволиво е судија кој што во моментот претендира за председател на судот на сведок во постапка да му рече лажеш и да го истера од судница. Без при тоа да поднесе против него пријава, кривична пријава дека изнел невистини во делот на неговото излагање. Тоа е едно. Од друга страна па велам, ако може Лиле да стане специјален јавен обвинител, зошто па и Ѓоко Ристов да не стане председател? Значи таа ми е дилемата. Ако тој дојде во ситуација да командува со Скопска единица, отиде се во бестрага. Згоре на се има низа и злоупотреби. Зашто ете во некој догледно време ќе се произнесам ја лично. Добро. Јас сум убеден дека доаѓањето на Прибе по втор пат нам ќе ни створе услови Да, за да можеме реално да придеме кон изборот, односно именувањето на обвинителите и на судите. Апсолутно се слагам со Кежаровски дека во екипите, внатре, во судовите и во обвинителството има луѓе кои не заслужуваат ни вратата да ја видат на обвинителството и судството, а не да бидат суди, односно кандидати за носители на првата функција, председател на суд или обвинителство. Тука морам да нагласам, ако ние го пратиме крупниот криминал или организираниот криминал во државата, ќе видиме дека у крупните, у големите предмети секогаш нам ќе ни излезе Гордана Гешковска. Да. Не можам јас да го заборавам или да го тргнам случајот на покрупни работи, тргнувајќи од, да речам, сумнителното погибие на Никола Младенов. Да. И јас само едно ќе презентирам. Значи, една недела, 2 недели после моето притворање, бев фрапиран во медиумите, тоа во неколку наврати го имам кажано, кога видов фотографија, нели не можевме да гледаме вести и тие работи. Меѓутоа видов фотографија од пресконференција на која што беа Гордана Јанкуловска, Марко Зврлевски, Петорица. Да, Гордана Гешковски, кои уште двајца беа, и на прашање на новинар каде се белешките од патарините, Марко Зврлевски одговара тие се измислени. Значи јас поседувам фотографија, поседувам видеоматеријал, каде што лично јас и уште еден вработен во Нова Македонија ги предаваме на лица, овластени службени лица од Министерството за внатрешни работи. Тоа е прикривање. Значи овие 5 мина мора да одговарат за прикривање на кривично дело. За прикривање на докази. Добро. А вие велите сумнителната сообраќајка погибие на Никола Младенов. Имате ли вие сознанија никакви? Јас како професионалец апсолутно не сум задоволен од сето она што фактички се вршеше при увидот на лице место и секако тука увидот беше вршен на начин кој да е тоа парада, а не да имаше дилетантска последица смрт. И на крајшто движењето на сега покојниот Младенов на 2 пати Велес Скопје укажува на фактот дека тој имал одредени разговори со одредени луѓе за да би дошол во ситуација да се враќа назад и нормално тука се поставува прашањето кај е телефонот. Да. Како бил лоциран всушност? Бил лоциран, така е лоциран. За сообраќајката и дека погинал, но потоа го снемува. Местото е лоцирано според телефонот. Добро, ајде неколку имиња фигурира. Сакавте да кажа? Јас сакав исто да додам, го споменавте Прибе, меѓутоа Прибе не е доволно запознат со ликовите од Ѓоко Ристов. Може би има првични некои информации, меѓутоа човекот доаѓа остана ни кажува што треба да направиме, а ние треба да направиме темелни прочистувања, промени. Ако сакаме да не биде утре. Ако не, ова ќе биде само замајување на јавноста дека нешто се обидуваме да направиме. Правда и правичност мора да има за секој подеднако. Во затворите бев сведок на тоа дека скапуваат за по 2 тегли ајвар, за по 3 тегли ајвар. Ако веќе може тие луѓе да лежат во затвор, зашто овие со милиарди евра да што се тие привилегирани? Моје убедување е дека тешко ќе се спасат од правдата, од причини што дел од луѓето кои фактички вршат реформи во самата партија, така наречени реформатори, не можам сега да го
нагласам името и презимето на господинот кој што го изнесе тоа во една дебатна емисија на една телевизија. Дека има информација за 8 сведоци. Меѓутоа, суштината на тоа не се заштитени сведоци. Не се заштитени сведоци, бидејќи и фокус постојат голем број на заштитени сведоци за кои е потребно да биде донесен закон. Меѓутоа, зошто сакам ова да го нагласам? Овие осумнина ќе бидат класични сведоци употребени во постапка на јавна сцена, значи тет со обвинетите. Пред нив ке зборува, пред нив ке кажува. Најблиските луѓе на Груевски. Па тоа се обкружењето на Груевски. На човек не треба многу памет да има за да дојде до некои лични сознанија или претпоставки кои се тие луѓе. Ако внимателно ги слушаме разговорите во бомбите на Заев. Во бомбите ќе дојдеме бар до некоја бројка 3-4. Без да размислувам. Јас исто така сакам да кажам дека овој известен период, овие 40-50 дена колку што нели после формирањето на новата влада, веќе се чувствува револта и народот. Некако се добива впечаток дека наспроти сите оние најави за злоупотреби, ништо не е процесирано. Значи, настрана, тргнете ги настрана предметите што се под ингеренција на специјалното јавно обвинителство. Зборам за да не бидам погрешно сватен, обличен проневер, нели, што не е под ингеренција на обвинителство. Па ние во оној изборен период си наслушавме дузина проневери во Министерство за земјоделие, во Министерство за во друго министерство. Сега некако замолчеа. На крајот на криштата МВР исто има обврска да процесуира предмети. Нека поднесе кривична пријава. Ние знаеме дека таа пријава ќе биде сега во моментот тешко остварија припадлив. Меѓутоа нека ја поднесе. Нека да не уверат дека нешто работат. Вака како стојат работите, впечаток се добива дека никој ништо не работи. Значи само се мафта се замајува јавноста со некакви јадење на сметка на народот, облекување на сметка на јавност, на крајот на криштата. Се утврдили тука кривично дело. Било кој може да поднесе кривична пријава. Нека не чекаат ние да поднесуваме кривична пријава како невладени организации или како обични граѓани. Добро. Не ставува збор за поднесувањето само на кривичната пријава. Таа кривична пријава треба некој да ја сработи, а тоа се јавните обвинителства. Јавното обвинителство, начело со Марко Зврлевски, е блокиран систем. Тоа не функционира. Мораме на вистината да ја погледнеме во очи. Ние не можеме со вакви обвинители, какви што се во редовното обвинителство. Некој ќе рече Марко Зврлевски не работи. Како не работи? Тој командува со обвинителство, организирани од криминал, основното обвинителство. И да не ги редам работите. Земете го случајот, еве сами веќе посочивте некои имиња. Дали е тоа Биковски, дали е Гешковска, дали е Зврлевски. Тука има плејада на имиња кои ево јавноста не ги не знае, меѓутоа молчат, не реагират, не работат. Не можеме ние да очекуваме од таа екипа резултати. Добро, мора промени да даде. Да. Околу СЈО неколку имиња фигурираат за нов јавен обвинител, една од нив е и Катица Јанева и вие сте еден од нив. Зошто сметате, зошто би се спротиставиле, ме интересира, на Катица Јанева, ако покаже дека е вистински професионалец, дека има интегритет? Јас зошто би се супротставил? Кои би биле вашите аргументи да кажете јас би бил подобар? Јас имам посебни причини зошто го правам тоа, односно зошто ќе го направам тоа. Јас сум човек кој што на еден начин доби политички удар во одредено време од одредени луѓе, бев тргнат од функцијата основен јавен обвинител. Кај мене таа работа заврши со институтот правна рехабилитација. Јас сум правно рехабилитиран, имам решение, одлука на суд дека јас сум неоправдано осудуван на казна затвор. Меѓутоа, во светската историја... Само да објасните за публиката зашто станува збор кога велите дека сте биле осуден на казна затвор. Тоа стануваше збор за обична сообраќајка во која учесник е мојот син, меѓутоа јас сум собственик на возилото, јас барав
пари како оштета за возилото кој што ми беше оштетено од лицето учесник во незгодата. Кој фактички удри во моето возило на црвено светло, поминувајќи на семафор на црвено светло. И ви бевте увинете дека барате мито, а всушност сте барале пари бара за штет. колата. За тоа имам пресуда, за тоа нема никаков кривичен прогон према тоа лице. Меѓутоа да довршам, јас во суштина во светската историја постои само еден пример на политичка рехабилитација. Ден Сијаопинг. Јас ќе бидам веројатно вториот кој што ќе барам од сегашната, од актуелната власт на начин што ќе се пријавам како кандидат да бидам вратен таму кај што ми е местото, каде што можам да пружам онака како што знам и умеам, затоа што јас сметам дека ми следува тоа, затоа што гледајќи го и законот за кривична постапка, јас немам ништо сторено, а имам можност, постојат услови да бидам вратен таму кај што ми е. Каде што припаѓате, всушност. У фелат. Да. Жаровски, кандидатурата на Јанева, како ја коментирате, сметате ли дека тоа е добар потек или пак не треба да се руши стимот на Јанева? Овие денови во јавноста продепилира неколку имиња за тоа кој ќе биде јавен обвинител. Едно е имињата и на специјалната јавна обвинителка господјата Катица Јанева. Ете да ќе стојам понастрана, само ќе речам едно. Сметам дека специјалното јавно обвинителство со низа кадровски поместувања би требало да постои за да имаат условно страв идните кои ќе дојдат или сегашни без разлика да не си поигруваат со буџетот или со било што е државна сопственост. Тоа е една работа, а втора работа е сега имаме според мене некоја си историска шанса во ова време кога добивме ние силна оваа влада, силна меѓународна поддршка. Како што верувам дека никој па досега не сме имале. Сега сите овие кои што се сега на позиции шутираат пенал, не на да речем шутираат пенал спортски во спортски жаргон дури белекол и без голман. Значи нема чувар на мрежата. Ако сега се промаши голот, тогаш не знам што треба понатака да бараме. Сега треба да се изнајде човек кој што стварно достоинствено ќе работи, ќе ги штити интересите нели на државата. Ќе произнесе неговата работа онака како што навистина треба, а не како што, да речем, беше во овој 10 годишен период. Дали тоа ќе биде господјата Катица Јанева или некој, јас сега сметам, моите ставови се при некој, можеби во цело оваа работа треба да се изнајде некое решение, дури јас сум за некој од имињата на универзитетските професори што се вртат. Како Калајџиев? Како Калајџиев, како професорката Божаровска. Добро. Едноставно сум за тие затоа што тие нема досега предмети, нема да речем адвокат поврзано со која била адвокатска канцеларија. Добро, искуството не сметате дека е многу значајно во па едниот и другиот ја познаваат работата. Како теоретичари? Да реагирам. Едниот и другиот несомнено е како познаваат кривичното право. Добро. Од тука нема пречка воопшто без разлика дали имаат сега јас не знам, да, во делот постои пречка во делот на условите што треба да ако критериумите. Законот за јавно обвинителство е јасен дека кандидатот за републички јавен обвинител мора да има положено правосуден испит. Јас тоа го сметам како, не знам како да ја речем, да не речем глупост, професор да мора да има. Јас се слагам дека тоа се авторитети наши, млади, перспективни, не биле во обвинителската фела, мислам, вршители на таква функција, меѓутоа тие се добри. Тие се добри познавачи на и изготвувачи на законот за кривична постапка. Меѓутоа, ево, тоа е пречката, тоа е причината поради која тие веројатно не може. Една Беса Ариф е одличен познавач на кривичното право и кривичната постапка. Апсолутно се слагам, меѓутоа таа е професор, има сега еден од кандидатите. Професор, меѓутоа не знам дали човекот има положено правосуден или не. На кого мислите? Не знам, не го ни паметам името и презимето, станува збор од
колега од албанската националност, Аха, професор добро. е, Да. меѓутоа дали има положено правосуден Да. испит, не знам. Добро. Добро, јас благодарам што бевте гости.